Кога ќе најдеш на негативен коментар, што си мислиш прво? Ах, уште еден или ах да видиме што има да каже? Сегогаш си кажам дали сериозно уште еден, затоа што реално не ме интересира што е коментарот, се додека не е некоја конструктивна критика. Ако е наврада, не ме интересира. Во кој момент си рече, сега е доста време да се сакам себе си? Па, ми требаше околу 3-4 години за да се засакам самиот себе си, затоа што кога почнав пред 6 години, I was too harsh on myself. Многу бев дрзок со себе и тие негативни коментари дефинитивно не помага, но си кажав еднаш, ми пукна филмот, си кажав, окей, време да се пронајдам сам себе, да си посветам време, љубов и внимание. И така почна моето патување со себе љубов. Од кое видео што си го споделил на социјалните мрежи се срамиш најмногу? Само едно? Тоа е минатиот Александар. И фактот дека се срамам од минатото е доказ дека сум пораснал и дека има промена во мојот физички изглед, а и во мојот карактер. Could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black. Беше толку банален тренд и некако магично моето видео стана вирално и има пола милион лајкови. А едно од најкринџите видеа што ги имам на мојот профил. А најпопуларно на TikTok. Дали некогаш си се преправал дека зборуваш на телефон само за да избегнеш средба со некого? Да, многу пати. За жал. Ама таков сум малце awkward, некогаш кога не ми се зборува со некој, сум опа, не те гледам. Чекај, стој. Не знам зашто. Дали имаш некоја кринч навика што ти е срам да ја признаеш, ама сепак ја правиш често? Вау, ова не знам дали е за на интернетот. Имам многу лоша навика да секогаш како да кажам ова човече. По дома ова го правам, значи не ме осудувајте, ова го правам по дома, ама се трудам да видам кога можам, секогаш кога ждригам, дали можам да се надминам од претходниот пат, дали можам погласно да ждригнам. Поради која причина ги оставиш луѓето на син? Леле, тоа е некоја многу лоша навика исто така. Затоа што или не знам што да вратам, или убрзање ќе отворам порака, или некогаш едноставно заборавам да вратам. Сум окей, после ќе вратам и сум почнал нешто друго да правам и сум заборавил. Што е полошо, некој да те остави без објаснување или некој да ти направи видео посветено на вашето раскинување? Некој да те остави без објаснување, затоа што те јаде тоа. Знаеш, те нервира, што некогаш за било која да е причината, некој прекинува другарство, врска, било што и да, ако не знаеш причината, те копка си леле, дали ја направив нешто, или дали проблемот е до мене, до другата личност, кој те интересира тоа. Така што подобро би било да знам. Што те нервира кај Евче? Кај Евче што ме нервира? Има некои работи што ме нервираат, ама најмногу ме нервира тоа што цело време доцни. Маде ја почнав малце да доцнам периодов. Што би избрал, патување со девојката или патување со машко друштво? Немам другари. Јас немам нешто многу другари во животов. Мислам, имам, ама повеќе се така далечни, така што со Ева. Дали си бил некогаш заљубен во личност што не смееш да ја сакаш? Би кажал да. Дали некој некогаш ти понудил нешто под рака за да замолчиш, да смениш став или да не кажеш нешто јавно? Има случајно луѓе да се потрудат да ме поткупат на различни начини, но немаш со мене, стварно немаш. Што си купи од првите заработени пари? Леле, тие беа најсладките 1000 денари у мојот живот. Баш у тоа време не знаев дека можам да заработувам пари од ова и добив 1000 денари, да се разбереме, не беа нешто многу, но не знаев како да си поставам тогаш цени, да си го ценам трудот, ама најверојатно сум ги потрошил на облега или нешто не знам, на јадење. На колку години сакаш да се жениш, Александар? Мислам дека рано ми е за венчавање уште од сега. Гледам многу школски се исповенчава, дури мојата поранешна,
пред некој ден имаше објавено дека се венчала. Честитки за нејза. Планирам да се венчам, сакам да се венчам на 26-27 години, а веќе на 31, 32, 30 да имам можеби дете.